Здраво на сите и добре дојдовте на мојот канал. Во ова видео ќе зборувам за еден роман што го прочитав неодамна и кој што ми остави навистина убав печаток и сметав дека вреди да се споделат неколку збора, да ги споделам со вас моите впечатоци од читањето на овој роман. А тоа е романот Контури од британската писателка Рейчел Каск. Искрено, навистина не знаев што да очекувам од романов. Пред некое време решив да прочитам нешто по-лесно во наводници, затоа што некако ми се погоди да читам малку по-тешки романи, неколку еден по друг, и не знаев што да читам, а и нели воден од идејата дека треба да си ги читам книгите што сум ги купил и што дома зафаќаат место, наместо да купувам нови книги. И гледав и позади видов дека станува збор во краткиот опис, дека станува збор за писателка што од Англија оди во Атина, во Грција, да одржи неколку предавања по креативно пишување и некако ми се виде тоа убава тема, Грција, сонце, и решив да го прочитам романов. Воопшто не зажалив, навистина е добар роман. Рейчел Каск е британска писателка, родена во Канада, меѓутоа таму го поминала раното детство и подосна се враќа во Англија со целото семејство. Ова има издадено повеќе и мемоарски записи и романи, меѓутоа овој роман го има издадено во 2014 година во оригинал, а кај нас е издаден во 2018 година од издавачката Куќа 3, превод од англиски Мирјана Буразер-Китановска. Значи ова не е толку старо издание, меѓутоа јас го имав дома и решив да го прочитам. И ќе да кажам неколку зборови за романов. Всушност, Рейчел Каск, оваа книга Контури е првиот роман или првиот дел од една трилогија нејзина. Видов дека на српски веќе ги има издадено сите три дела. Ова е првиот дел. Меѓутоа, таа станува позната и пред да го напише овој роман, затоа што мислам во 2001 и 2012 пишува две книги кои што се на некој начин мемоарска фикција, да наречеме. Нешто што таа е еден од главните автори кои што го популаризира тој жанр, кој што станува исто после многу популарен со Карл Ove Knausgård, норвешкиот писател, и нели неговиот серијал книги, 6 книги наречен Моја борба или Мојата борба. Ова е прва книга што ја читам од Рейчел Каск, значи не сум ги читал тие нејзини мемоарски записи, меѓутоа таа во нив зборува за и на некој начин биле малку и контроверзни и се разбранувала малце книжевната јавност. Во нив зборува за поминатиот развод, за мајчинството, за тие меѓусебни односи и многу искрено, многу отворено. И мислам дека и тука допира некои слични теми и тука мислам дека има автобиографски моменти. Значи станува збор за една писателка, ќе ви кажам, реков дека ова е поразличен роман и на некој начин експериментира, не знам дали експериментира, меѓутоа пишува на начин кој што е поразличен од тоа како сме научени поразличен од стилот на романите на кои што најчесто сме научени да ги читаме. Станува збор за една жена која што оди мислам дека на една недела во Атина да учествува во една школа за креативно пишување, таму има и други предавачи. И интересно е уште од самиот старт, значи буквално речи си да нема заплет, речи си да ова како да е колаж од епизоди од животни приказни, сочинети од всушност книга сочината од приказните на луѓето со кои што таа се среќава. И сега веднаш искрено да видам некојаш кога ќе видам дека некој прави речи си кога ќе земе човек и ќе напише повеќе епизоди или повеќе кратки раскази и ќе ги спои во роман, кој што може може тие сцени или тие раскази да се поврзани, да има една нишка што ги поврзува, можеби и не. И тука може тоа експериментирање може да биде ризично, затоа што тоа може или многу фино да испадне, или може да биде скроз промашена работата. И затоа бев малку скептик кога видов дека уште после 2-3 страни всушност таа жена се качува на авион и ќе патува во Атина и со првиот човек што седи буквално до неја, еден човек во своите 60 години, грк, кој што нели доаѓа од
влијателно, богато, старо семејство во Грција, меѓутоа живее и во Англија и во Грција. Тој почна да се отвара и да се, нели, се раскажува неговата приказна, и тоа буквално цела, не знам, можеби се тоа 15 на страници, и ја гледаме, буквално не вовлекува во неговата животна приказна, за да после во следното поглавје раскажува за еден друг професор, пример, кој што е еден од предавачите на школото, па за неговата приказна, па потоа ќе се сретне со еден стар пријател нејзин во Атина, и буквално тука доаѓа на некој начин како, и тоа го сретнав и претходно зборував, прв пат го сретнав, меѓутоа тука е тоа поизразено, тоа кога раскажувачот, нараторот целосно доаѓа во позадина и речиси ништо не знаеме за него. Дури на крајот на романот ќе дознаеме дека оваа жена се вика Феј, и кој ќе излезе незиното име на површина, толку сте се навикнале да туѓите приказни се извадени напред, да ќе ве фати неспремни фактот дека колку малку знаете всушност за раскажувачката, нели, за таа професорка. И тоа го прави овој роман всушност поразличен, и меѓутоа незината, како што кажав, тоа може да биде ризичен потек, меѓутоа таа толку добро знае, толку има добро одмерени реченици, толку добро се средени и стокмени зборовите во реченицата, и толку е тоа фино, истегнато, интелигентно и културно, да целосно заборавате дека таа си поигрува и дека намерно е ставена во позадина како нараторка, како раскажувач, и дека другите се ставени во преден план. И тоа не ви смета. Особено што не дека приказните на животните приказни или ситуации на луѓето со кои што таа се среќава се, не знам, страшно драматични, или меѓутоа толку добро ве вовлекува да буквално ми се случи додека го читав романов, да она стварно помислите дека тој човек со кој што разговарате на вистина постои, и речиси виде да ја прашате за некои детали од неговиот живот. Толку како да сте седнати на маса и разговарате со некој човек кој што ви раскажува некаква вистинска случка или вистинска приказна. Јас зборам, на 2-3 моменти добив такво чувство. Сега, се среќава исто така кога ќе има сцени кога ги одржува тие часови, нели таму има, не знам, десетина луѓе кои што дошле на тие часови, и тука се испреплетуваат некои од нивните приказни, разни карактери, разни сцени, и цело време оваа писателка е во позадината, и на некој начин, како што кажала некоја книжевна критичарка, таа на некој начин се зајмува себе си како филтр за туѓите приказни. Таа служи како филтр, нели, за раскажувањето на туѓите приказни, и навистина е такво чувството. Меѓутоа, ако може да се открие една тема, една главна тема во оваа книга, тоа се меѓусебните односи. Зошто? Затоа што повеќето од ликовите со кои што таа разговара се или поминале низ развод, изборуваат за, или не сите, меѓутоа некои да имаат поминато низ развод, некои имаат поминато низ неколку разводи, односот со бившата жена, односот со децата, како децата различно реагирале на ситуациите, значи тргнале по различни патишта. И всушност по некој време сваќате дека, ако знаете веќе некои детали за Рейчел Каск, ќе сватите дека таа на некој начин и преку туѓите приказни ја раскажува и својата приказна. Секако не во целост, низ сегменти, низ мали делчиња како колаж, всушност таа раскажува и за себе. И во тоа, тука е центарот, во тие колку може да се верува, на другиот, на партнерот, нели, на промашувањето во комуникацијата, значи неразбирањето, значи сите тие детали суптилно низ разговорите или низ исповедите со овие луѓе, таа ги изнесува. Значи секој од овие луѓе едноставно има доверба и веројатно чувствува слобода да едноставно да го искаже, да се отвори пред оваа жена која што на некој начин е интелигентна, скромна, исто така има и има фин хумор,
на некој начин и воздржан хумор, меѓутоа има хумор во овој роман. Навистина нема, како што кажав, нема класичен заплет, нема расплет на работите, нема некаков крај, нели како што сме научени на еден роман, меѓутоа начинот на кој што, затоа што тоа може да некои читатели да ги одбие и да кажат па не знам дали ми се чита секак купче животни приказни ставени една во друга. Меѓутоа Рейчел Каск не е било која писателка, таа е многу вешта во тоа што го прави, многу добра и мислам дека нема да сгрешите ако ја прочитате оваа книга, овој роман. И искрено планирам да ги прочитам и другите два дела од таа трилогија, затоа што многу ми се допадна како беше изработена, како беше направена оваа книга. Значи толку за контури од Рейчел Каск, ова е роман што ви го препорачувам, на некои луѓе може ќе им се допадне, можеби на некои нема да им се допадне толку многу. А ако сте го читале, ве молам пишете ми во коментар што ви се допадна или дали ви се допадна овој роман воопшто. Дали сте читали нешто друго од Рейчел Каск, и исто така ако ви се допадна ова видео не заборавајте да кликнете на копчето лайк и да стиснете subscribe, или можете да ме најдете и на Instagram и на Facebook како читачот и некогаш ако ме следите на Facebook да споделите од некои од моите видеа со вашите пријатели. Толку за ова видео, очекувате ново видео наскоро, затоа што прилично време ме немаше со видео и чувајте се. Чао од мене. Поздрав.